24 од 158 несреќи на работното место во Македонија во 2017 година завршиле со фатални последици, покажува годишниот извештај за несреќи при работа на Македонското здружение за заштита при работа. 8 повреди при работа се случиле во Тетово, додека 5 во Гостивар. Од Здруженијето оценуваат дека состојбата е влошена за разлика од претходната година. Извештајот на Европската комисија објавува дека можеби свеста е подобрена и кај работниците и кај работодавачите, но сепак се уште треба да се прават напори за подобрување на оваа состојба. Во Македонија за 2017 година се случиле 158 несреќи, од кои 24 се со фатален исход. Тоа значи дека 24 семејства останале без својот член. Кога станува збор за Полошкиот регион, конкретно во Тетово, според нашиот извештај се случиле 8 повреди на работното место, во Гостивар 5, најмногу во администрацијата, во градежништвото. Граѓаните, односно сите работници, повредите или пак било какви неправилности кои што сметаат дека се случуваат на работното место, секако дека може да ги пријават до Државниот инспекторат на труд преку нивните подрачни единици или пак преку пријава на нивната веб страна. Но ние секако тука и како здружение стоиме на располагање во однос на информирање, едукација и консултација. Она што секој вработен треба да го знае дека може да одбие работна задача доколку ќе загрози неговата безбедност и здравје по животот во секој случај. Но исто така има право и обврска да пријави доколку смета дека му е загрозен животот. Исто така има и обврски и да ги почитува законските мерки. Правото произлегува од обврската во секој случај. Работодавачот е должен да ги обезбеди мерките за безбедни и здрави работни услови од секој аспект поврзан со работата. Тема на одбележувањето на денешниот Светски ден за безбедност и здравје при работа е подобрување на безбедноста и здравјето на младите работници и крај на детскиот труд. Статистиката на Меѓународната организација на труд не е воопшто розова кога станува збор за оваа состојба. Таа покажува дека 541 милиони млади работници од 15 до 24 години, кои што сочинуваат повеќе од 15% од светската работна сила, има 40% повисоки стапки на нефатални професионални повреди, отколку кај возрастните работници постари од 25 години. Македонското здружение како единствен колаборативен центар на Меѓународната организација на труд традиционално со низа активности го одбележува овој ден. Со цел поттикнување на превентивна култура од најрана возраст да се говори за безбедност и здравјето при работа, за да создадеме безбедни здрави генерации. Оваа година организиравме неколку инфосредби во повеќе стручни училишта, каде што говоревме токму за безбедноста и здравјето при работа. Исто така, учениците ги носевме на посети во компании кои што имплементираат добра пракса за безбедност и здравје при работа. Токму тие ученици, исто така и представници од студентски организации, млади работници, ќе бидат дел од денешната тркалезна маса која ќе се одржи во градската библиотека Браќа Миладиновци и тие ќе говорат нивно видување што представува безбедност и здравје при работа. Светскиот ден за безбедност и здравје при работа е годишна меѓународна кампања за промоција на безбедна, здрава и пристојна работа. Тој се одржува на 28 април, а е организиран од страна на Меѓународната организација на трудот уште од 2003 година.